На денешен ден пред 80 години македонскиот јазик е прогласен за службен јазик. Создавањето на македонската држава Асном особено го истакнала постоењето на македонскиот јазик како клучен елемент за постоењето на македонската нација. Професорот по македонски јазик Верица Милорадова за МН телевизија истакна дека македонскиот јазик треба да се спроведува како службен, но и да се употребува правилно во комуникацијата. Крсте Петков Мисирков уште во 1903 година се постави во темелите на македонскиот јазик, давајќи ги основните постулати за неговото стандардизирање во книгата за македонските работи. Сепак, разработката на македонскиот литературен јазик и официализираа Народно-ослободителната војна и првото заседание на Асном. Овој македонскиот јазик беше прогласен како службен на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пченски. Што значи дека оваа година е во знакот на одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото заведување како службен. Она што е рак рана на општеството според Милорадова е користењето на англицизмите во македонскиот речник, како лайк, шер, пост. Општо позната рак рана на општеството е дека младите се повеќе го дополнуваат македонскиот речник со англицизми. Зборовите од типот на лајкне, шерне, постира навлегуваат во речникот на младите преку компјутерската технологија. Вистина, некои од таквите поими се новитет за нас, па научната фела можеби треба да поработи на нивен превод, односно да пронајде соодветни зборови на македонски. Меѓутоа, проблемот е што за младите е невообичаено да ги користат таквите преведени зборови, па и кога имаме соодветен македонски збор, тие одлучуваат да користат англиски термин. Например, постира наместо објави. Од друга страна, овде се и правописот и правоговорот, за кои сме свесни дека не се спроведуваат целосно. Јазикот се гради не само со спроведувањето на законот за употребата на македонскиот јазик, кој го уредува како службен, туку и со проучувањето од страна на филолозите и македонистите. Во време на првиот Илинден, македонскиот јазик се постави врз современите јазични теории за литературните јазици, а меѓу првите ги приименува Крсте Мисирков. Само 4 децении подоцна, највисокото законодавно тело Асном едногласно го озакони македонскиот јазик како службен во македонската држава, а меѓу делегатите невозрастните беа соврсници на Мисирков, а најмладите беа од генерациите на Блаже Конески и Ацо Шопов.